Ви посакуваме повторно добро утро од терен и ова вклучување на лице место ќе го посветиме на уметност. Веруваме дека ќе го задржиме вниманието на сите љубители на уметност. Во ова вклучување ќе говориме за делата на мојата денешна гостинка, односно самите уметнички дела, за нејзината неодамна самостојна изложба која што беше поставена во галеријата на ФЛУ, за идни проекти исто така и за сегашни уметнички дела кои што се поставени околу нас токму на оваа локација и се создадени од мојата денешна гостинка Јана Николовска. Најпрво да ја посакаме добро утро. Добро утро. Се наоѓаме во просторија каде што се изложени дел од вашите уметнички дела. Може ли да појасниме поточно какви дела гледаме околу нас, од каде самата инспирација ја црпите за нивно создавање и на која техника ја користите исто така? Јас работам сликарство, односно масло на платно. Моментално тука имаме изложено дела кои што се од различни години на продукција, самостојна изложба која што е насловена Еуноја или Юноја на англиски. Тоа значи убав ум или убаво размислување. Тука на таа изложба се потрудив да ја доближам до публиката мојата идеја на преточување на љубовта, светлината и креативноста на моите платна, за да тие потоа разговараат со публиката и гледачите, за да се пренесе таа една убавина на човекот, на размислувањето, на вештината за креирање, на општо на луѓето, и сакав тоа да го потенцирам, односно да го доближам до сите луѓе, да се покаже таа страна која што многу често и се заборава во овој брз свет. Луѓето немаат толку многу време за да допрат на тој начин до себе, за да малце се сплотат со себе си и да знаат дека сме многу убави суштества ние самите и сме изградени од љубов и светлина и дека тоа треба да го живееме, од таму треба да црпиме нашата инспирација. За жал немавме можност да се вклучиме токму од самостојната изложба која што беше поставена неодамна во галеријата ФЛУ, но може ли да ги слушнеме сите впечатоци кои што ги добивте од самото отварање, од текот на изложбата, на некој начин да ни ја доловите самата атмосфера и дали имаше посетеност истата изложба, колку пробуди заинтересираност кај нашите сограѓани? Изложбата помина на вистина убаво, мислам јас некако не очекував толку луѓе да дојдат, мислам очекувам секогаш, но ова го надмина тоа очекување. Имаше доста голема посетеност, вкупно имаше поставено 12 на слики, односно точно 12, и целата галерија беше всушност патување на убавината на човековиот ум на некој начин, заради насловот и концептуалноста и идејата позади изложбата. Самото отварање беше преубаво, имав и музички дел, односно експериментален звук кој што одеше во позадина на самата поставка. Тоа траеше околу саат и половина, некако така. Потоа продолживме со друга музика и тој експериментален звук дополнително допринесе да се допре до мојата идеја, односно да помогне на посетителите полесно да се впијат во мојата концептуалност на таа изложба. И навистина преубава. Преубаво, се надевам дека ќе говориме вака и за идни проекти и изложби, дали може би се во план некои други? Секако, значи работам на дело кое што би сакала да го изложам во склоп на Биеналето на млади уметници во Музеот на современа уметност. За тоа ќе зборуваме понатаму. Тоа ќе биде една видео инсталација, видео со звук и мислам дека ќе биде навистина нешто исклучително. Се разбира дека ќе имаме и идни вклучување на лица место токму за идните ваши проекти и изложби. Пред самиот крај напоменав некако и во самиот почеток дека се наоѓаме во просторија каде што се поставени вашите уметнички дела. Не знам дали напоменав дека со уметност се занимавате околу 10 години. Потоа пред самиот крај сакам да напоменеме дека исто така се занимавате и со дигитални уметнички дела и фотографија. Така е, да, значи најмногу се занимавам со видео инсталации, односно правење на видеа на кои што додавам експериментален звук и тоа веќе е едно мултимедијално дело кое што е наречено видео инсталација и мислам дека тие дела се многу мокни во однос на пренесување на пораката кон гледачите, затоа што дразна две сетила истовремено.
односно нели и звукот и окото, односно визуелниот момент. Тоа е нешто што е многу поразлично од сликарството. Нели сликарството само го гледаме со очи, додека видеоинсталациите го ставаат човекот, односно гледачот во една друга димензија. И мислам дека е доста јак медиум за пренесување на пораката. Се надевам дека ќе имаме можност да видиме некои од тие ваши уметнички дела и воедно за сите идни проекти и изложби кои што ќе бидат поставени од ваша страна. Уште еднаш благодарам што имавме можност да ги споделиме сите впечатоци од вашата последна самостојна изложба и што имавме можност да дојдеме токму во оваа просторија каде што може да се видат овие уметнички дела. Ви благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека ова вклучување беше интересно за нашите гледачи, а најмногу, како што напоменав и на почетокот, за сите љубители на уметноста. Се гледаме повторно со нови, интересни, но и актуелни вклучувања токму од терен, односно од лице место.